Нашиот живот во овој свет е само привремен. Ке се соочиме со Бог во времето на нашата смрт, Евреите 9:27. Лошата вест е, човештвото е во падната состојба. Првиот човек и жена создадени од Бог живееја во рајската градина. Тие беа создадени по ликот на Бог, со самосвест, интелигенција и светост, Битие 1:26. Тие беа во добар однос со Бог се додека не ја прекршија неговата заповед да не јадат од дрвото на знаењето на доброто и злото. Поради нивната непослушност, проклетство дојде врз светот и гревот влезе во човештвото, Битие 3. Секој човек роден потоа наследи грев и скршена природа, Римјаните 5:12. Божјото слово изјавува дека сите сгрешиле и се лишени од славата Божја, Римјаните 3:23, а платата за гревот е смрт, Римјаните 6:23, втората смрт во огненото езеро, Откровение 20:14-15. Нашата душа е бесмртна и поради нашата грешна природа и неспособноста да се искупиме, се соочуваме со вечна казна во пеколот. Ни треба спасител за да ја исполни Божјата барање за праведност и светост, Евреите 10:1-5. Добрата вест е, постои само едно име и еден пат даден под небесата за искупување, простување и помирување со Бог. Бог дал само едно име преку кое луѓето можат да добијат спасение, Дела 4:12. На името Исус, секое колено ќе се поклони и секој јазик ќе исповеда дека тој е Господ, Филипјаните 2:10-11. Тој е патот, вистината и животот. Тој е ветениот спасител на човештвото, единствениот роден Син Божи, вечен и создател на сите нешта. Синот Божи беше откриен како Синот човечки, во плотување, да умре на крстот, смрт и да воскресне повторно, воскресение. Неговото тело беше принесено и неговата безгрешна крв пролеана на крстот стана еднаш за секогаш жртва за искупување, простување и помирување со Бог. Ние сме спасени по Божјата благодат преку верата во Господ Исус Христос и Неговото Евангелие. Отфрлете ги лажните верувања или грешните начини на живот. Верувајте во Бог примајки го Неговиот единствен роден Син, Исус Христос, како ваш Господ и Спасител. Целосно доверете се во благодатта на Неговото Евангелие, спасоносното дело на Бог преку Неговиот Син, во плотување, смрт на крстот и воскресение. Искрено молете се. Наш Татко Бог на небесата, јас го прифаќам Твојот единствен роден Син, Исус Христос, како мој Господ и Спасител. Господе Исусе, јас се доверувам во Твоето Евангелие на спасението. Владетелствувај во мојот живот и преобрази ме со силата на Светиот Дух. Господе, Ти благодарам за Твоето ветување за вечен живот и неговата изобилност. Во името на Исус, амин. Вистинската вера дава целосна сигурност за спасение. Бог ветил вечен живот преку верата во Исус, 1 Јован 5:9-13, и ние нема да се соочиме со судот на втората смрт, зашто преминавме од смрт во живот, Јован 5:23-24. Иако нашето физичко тело може да умре, Бог повторно ќе го воскресне. Кој верува никогаш нема да умре вечно, Јован 11:25-26. Бог ја држи иднината. Никој не може да грабне од неговата моќна рака, Јован 10:27-29. Ништо не може да одвои од љубовта Божја во Христос Исус, Римјаните 8:35-39. Светиот Дух Божи живее и останува во нас до враќањето на нашиот Господ Исус Христос, Ефесјаните 1:13-14. Божјата желба за тебе како негово дете и христијанин. Биди крстен во името на Отецот, Синот и Светиот Дух преку потопување во вода, Матеј 28:19. Расти во благодатта и во знаењето на нашиот Господ Исус Христос, остани во Него и во Неговите зборови како доказ за твојата вера и љубов кон Бог, Јован 15:5-7-10. Моли се, Матеј 6:6-7, учи од Библијата, Матеј 11:28-30, Јован 17:17, и имај заедништво со други христијани кои го обожаваат Бог во дух и вистина, Јован 4:23-24.